Да, се враќаме во студиото. Утре во Законодавниот дом треба да почне расправата за онлайн гласањето на пратениците, за работа од далечина. Костовски, според она што го гледаме како предлог, се вели дека секој пратеник ќе може да се пријави да работи онлайн доколку со своето присуство го загрозува здравието на другите пратеници, зашто треба да има потврда од надлежен орган дека не може лично да дојде на работа во парламентот. Ова е интересно што оваа формулација не се поврзува директно со корона пандемијата, ниту со ковид, туку има една општа формулација да го загрози здравието. Да, тоа е една од точки на дневниот ред на утрешната седница на Собранието на Република Северна Македонија, актуелна тема која што веќе 3 месеци се збори и официјално и неофицијално, и според мене лично единствена тема и единствена заложба на сите нас треба да биде во наредниот период промени во деловникот за работа на Собранието, се со цел да се овозможи работа од далечина, односно онлайн, за сите оние кои што ќе бидат заразени од коронавирусот или ќе имаат решение од релевантни органи за изолација, со што ќе се откочи процесот на работата на Собранието, со што ќе бидеме одговорни и функционални како институција, како народни избраници, да може да дадеме максимум во делот на работата. Многу често се случува за жал од страна на опозицијата, вклучително ВМРО, Алијанса, Алтернатива, Левица, кога сме на работ на кворумот, знаете дека мнозинството е тенко, меѓутоа тоа не значи да се злоупотребува таа бројка на распоредот на силите на опозицијата и позицијата во Законодавниот дом со цел да се кочи и да се обструира работата како на помошните тела на комисиите во Собранието, така и на самиот пленум. Особено во изминатите 7-10 дена сме сведоци на едно мачно однесување на сите нас пратеници кога отидеме на работното место со цел да завршиме определена работа, со цел да се посветиме и честно и поштено да го заработиме она за што сме платени и изберени од граѓаните. Меѓутоа имаме ситуација каде што опозицијата многу лукративно, многу безобразно во најмала рака на зборот ќе излезе од салата, ќе излезе од самата комисијска расправа и ќе се оневозможи работата на ова што се вика онлайн работа, деловничка работа. Не сакам да зборувам дека дали е потребно или не е потребно. Да, потребно е, час поскоро. Се надевам дека утрешната седница ќе биде доказ за тоа. Се надевам дека опозицијата ќе биде одговорна и нема да ликува и нема на некој начин да го користи нарушеното здравје на определени пратеници. Денеска се опозиција, утре може да биде опозиција и е кристално демократски јасно дека може на тој начин да функционира Собранието, се со единствена цел да биде функционално и во интерес на граѓаните. Што се случува сега? Вчера започна комисијската расправа општ претрес по буџетот на Комисијата за финансирање и буџет. Таму гледам дека опозицијата е присутна, бидејќи Тимчо Муцунски, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН и председател на таа комисија, и тоа е одлично, треба да присуствуваат. Меѓутоа, ако не сме во можност на пленарната седница да не го донесеме буџетот, се соочуваме со сериозна криза, односно современо финансирање. Пари во државата ќе има само за плати, за ништо друго. Дали граѓаните го заслужуваат тоа? Нема да има можност за инвестиции, нема да има можност за социјални трансфери, нема да има можност за поддршка во здравството, кое што е императив во работата на владата во изминатите неколку месеци. Затоа ценам, се надевам дека опозицијата на утрешната седница ќе биде одговорна пред самите себе си, а пред се да бидат одговорни пред граѓаните на Република Северна Македонија. Да, Петрушевски, вие до сега имавте став дека онлайн гласање е спротивно на деловникот, кажавте дека е спротивно и на Уставот, ќе поднесете и иницијатива до Уставниот суд. Зошто е тоа така, според вас? Така, најпрвин е ова што се предлага, да Собранието работи онлайн, е во тотална колизија, односно спротивно со Уставот на Република Македонија, по-конкретно со членот 69 од Уставот, каде што е наведено дека Собранието може да работи ако на седницата присуствува мнозинството од вкупниот број пратеници. Се извинувам, Бране. Собранието одлучува со мнозинство гласови од од присутните пратеници, а најмалку со 1/3 од вкупниот број на пратеници, ако со Уставот не е предвидено посебно мнозинство на квалификувано. Значи тоа е Устав. Меѓутоа, има пратениците како избраници на народот и други права и обврски кои што исто така се уредени со Уставот, па така, во членот 64 од Уставот
се дефинира дека пратениците, односно пратеникот, не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење или за гласање во собранието. Значи, со ова што се нуди како предлог решение, не е дефинирано дали, доколку пратеник кој што условно под предпоставка користи далечинско учествување во собранието, може да биде повикан или да не биде повикан за кривична одговорност за искажано мислење во собранието, затоа што тоа е суштината на демократијата и ние како избраници од таа чест што имаме на народот, како пратеници на народот, односно не пратиле да ги застапуваме нивните интереси, имаме право да уживаме имунитет и за она што ќе го кажеме на говорницата, не бидеме повикани на кривична одговорност. Што е суштината се? Суштината на овие измени на деловникот не е да не знам што се исплаќаат социјални трансфери или така натаму, затоа што доколку сме искрени и Костовски доколку е искрен, ќе потврди дека и ребалансот на буџетот за 2020 година и законите кои што се од третиот и четвртиот сет на мерки кои што дојдоа на дневен ред на собранието беа усвоени со присуство на опозицијата. Едно е дали ние и како ние сме гласале, и тоа е наше уставно загарантирано право да бидеме против, да даваме амандмани, да критикуваме, меѓутоа бевме присутни, дебатиравме, дававме свој допринос во работата на собранието и тоа е една работа и тука нека не се грижи господинот Костовски, меѓутоа суштината е да се до крај потврди она што е генерална перцепција во оваа држава, тоа е дека собранието е исклучиво гласачка машина на владата. Она што владата ќе го предложи, да по најможно кус рок, односно по скратена постапка и го потврдат пратениците. Добро, Петрушевски, тоа не е ништо ново, тоа е исто ми се чини 30 години. Апсолутно се слагам со вас, меѓутоа ние не излеговме на овие избори за да држиме државата во статус кво и за да се правдаме со аргументи како тоа било и до сега така, туку напротив, како млади луѓе, претпоставувам и Костовски, сме излегле на избори за да ги смениме, односно подобриме ситуацијата во државата. Зошто го велам ова? Затоа што во овој предлог, што е доставен до пратениците, исклучиво е опфатен само делот на гласање. Она што на владата е битно, да си ги изгласа оние работи кои што таа смета дека нив е битно. Зошто го велам? Член 121 од деловникот. Тука се уредува присуството на представниците на владата во работата на работните тела на собранието и на пленарни седници. Односно, за да биде, да не го читам деловникот, појасно на јавност. Кога се носи некој закон кој што го предлага владата, задолжително треба да има представник од владата кој што ќе го брани, ќе го образлага, тој закон ќе прифаќа амандмани и така натаму. Тоа е и во работните тела, комисиите на собранието и подоцна во пленарната сала. За нив ова далечинско учество не е уредено. Што ќе правиме доколку представникот на владата исто така неговото присуство ќе го загрози здравјето на пратениците. Да учествувате во сами координации, може би ќе во членот 39 од деловникот. Имаме деловникот член 39, имаме пратенички прашања, многу битен инструмент на опозицијата за работа во собранието. Таму изричито се вели дека на седницата задолжително присуствуваат претседателот и членовите на владата и други носители на јавни функции за кои е најавено дека ќе се постави прашање. Што ќе правиме доколку хипотетички зборам, треба да се постави прашање на конкретен функционер кој што не е во можност да присуствува. Значи, не е уредено тоа со овој предлог. Што ми кажа ова? Затоа што не се опфатени сите прашања кои што се проблематични со онлайн собранието, ми дава за право да извлечам заклучок дека единствено нешто што е битно на владата е тоа да си обезбеди можност како законите во скратена постапка си поминат побрзо, гласачката машинерија на власта да си гласа и се да си иде гладко. Ние со 62 пратеници мнозинство немаме проблем само, односно власта проблем нема само сега заради корона кризата. Тоа е генерално ќе има проблем и да е нормална ситуација. Пратениците учествуваат во работни групи, идат на меѓународни посети, значи имаат сериозни обврски. И ти имаш само два пратеника кои што не може да ти присуствуваат, тогаш се става во ситуација мнозинство. Да, добро за да има да одговориме. Поставивте доста прашања за тоа, да. Еклатантен пример на начинот како треба да се обструира собрание, ученички пример однесувањето и поведението на ВМРО-ДПМНЕ во целиот овој
период оштро ќе демонтирам дека собранието е претворено во гласачка машинерија, тоа може би било во времето на Никола Груевски, сега автономијата и автентичноста на работата на собранието издигната на едно повисоко ниво. Велите дека сте млад човек и сакате да смените нешто, меѓутоа верувате брани дека со вашето однесување не придонесувате за ништо такво. Сакам да потенцирам пред македонската јавност дека пракса на секаде во светот е онлайн работата на институциите, на собранието, на владата или комбинирано. Ние со овие промени во деловникот инсистираме или предлагаме да има комбинирано работење на парламентот, се со цел да може да биде функционално собранието. Ја накратко би се навратил дека во член 61 од Уставот на Република Северна Македонија е утврдено дека организацијата и функционирањето на собранието се уредува со устав и деловник. 2008 година е донесен нов деловник од тогашното мнозинство на ВМРО ДПМНЕ. 2010 е донесен деловник за изменување и дополнување на деловникот за работа, каде се вклучени предлозите на Венецијанската комисија и предлозите на пратениците од опозицијата и позицијата. 2013 е донесен уште еден деловник за измена и дополнување на деловникот, каде се дефинира работата на матичното тело за финансии, усогласување со правото на Европската унија, и последната измена или деловник за измена и дополнување на деловникот за работа е донесен 2019 година, каде што има усогласување со законот на јазиците. Само да се навратам дека ВМРО ДПМНЕ 2013 година измените во деловникот ги направи со своја учество во работа на собрание, односно опозицијата беше надвор од собранието. Знаете, кога беа тепани, влечени новинари и пратеници од СДСМ. Ние цело време инсистираме на консенсус, цело време повикуваме на координација, цело време пружаме рака со цел да донесеме едно најдобро решение за сите нас колеги пратеници, при тоа штитејќи го сопственото здравје, меѓутоа и интегритетот и функционалноста на собранието. Верувате, лично јас се ставам во улога секој ден да одам во собрание, се со цел да бидам пример дека треба да се однесуваме професионално, навремено и одговорно во делот на она за што сме изберени. Многу пати можеме да кажеме дека доколку една шивачка во Источна Македонија може да работи, да, може да работи пратеник, демито дали од СДСМ, дали од ВМРО. Неговото место е во пратеничките клупи, физичко присуство, и така треба да биде. Меѓутоа, што правиме со оние луѓе? Ние не викаме собранието целокупно да работи онлайн. Да работи онлайн само оние кои што се заразени, само оние што имаат решение за изолација. Луѓе многу едноставно работава, се со цел да бидеме функционални. Повторно кажам, се доведуваме во опасноста да не може да се изгласа буџетот. Со неизгласување на буџетот има да имаме времено финансирање. Се блокира државата. Ама луѓе, бидете одговорни еднаш во животот. Може ли Костовски само вака конкретно да одговорите на овие забелешки во однос на како пропишува Уставот и деловникот, дека пратениците треба да бидат присутни за време на седницата? Така, не е дефинирано дали физичко присуство или присуство далечин. Вие така тоа го толкувате? Така. Присуство, дека може да биде било какво присуство? И присуство далечина, односно онлайн. Живееме во 21 век, свет на модерна технологија. Значи, ако можат сите институции, сите парламенти во нашето окружување, во светот, во Европа да работат онлайн, замислете, ние заради ВМРО нема да може да успееме. Верувате дека ќе успееме да работиме онака како што треба, се во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија. Петрушевски, во однос, само сакам, во однос на ова прашање за онлайн работа на собранието, мислам дека е она легитимно опозицијата да ја обструира до некаде работата на владачкото мнозинство. Тоа се оние легитимни форми на политичко делување во собраниски домови кај нас и во светот, но сепак се наоѓаме во една прилично несекојдневна ситуација, светска пандемија. Државата сега зависи од собранието, секојдневното функционирање на државата, на здравствениот систем. Мислите ли дека барем тука во овој сегмент не би требало сега да работите на тој начин, бидејќи дали е неодговорно така да работите сега, кога треба законодавниот дом да биде функционален, барем тој сегмент од политичкото делување да го ставите на страна? Апсолутно. Јас и во претходното мое излагање кажав дека ние како конструктивна опозиција го поддржавме и учествувавме во расправата за ребалансот на буџетот во 2020, со што овозможивме истиот да биде усвоен и да се спроведат тие трети и четврт сет на мерки кои што беа предложени на дневен ред. Значи, секогаш кога е интересот на граѓаните
на прво место кај нас како ВМРО ДПМН и кога се предлага нешто што е во интерес на граѓаните, ќе сме присутни и ќе работиме за интересот на граѓаните и од аспект на економијата, и од аспект на буџетите, и од аспект на евроатлантските интеграции. Оно што е битно да знае јавноста, собранието го сочинуваат 120 пратеници и сите се еднакви. Ние, за среќа, немаме 60 пратеници кои што имаат решение за изолација или се ковид позитивни, па да собранието не може да функционира. Генерално сме во бројка од 5, 6, 2, 3. Проблемот е што мнозинството не може да си ги протурка законите кои што им се одличен бенефит. Значи, не може да очекува дека ние како опозиција ќе поддржиме буџет и нема да интервенираме амандмански во кој што се зголемува во време на криза непродуктивни трошења. Посебно ставката за вработувања, која што е зголемена, посебно ставката за привремени вработувања, која што е дуплирана, ставките за набавка на нови автомобили, ставките за набавка на мебел, и нормално е дека ние ќе реагираме и амандмански, и бурно во собранието, и жестоко, меѓутоа ќе ги браниме интересите на граѓаните. Се она кое што сметаме дека е непродуктивно и е на штета на граѓаните, наше легитимно и демократско право е да не учествуваме во расправата. На крајот на краиштата, во демократијата постојат разговори, преговори, па ние подававме рака, баравме средби лидерски за било што кој што е национален интерес да се договориме, како сериозни и граѓани кои што ја имаме честа да бидеме во собранието, и мислам дека доколку има интерес од власта за се, може да се седне и може да се разговара. Меѓутоа, во време на криза, да се турка уставен судија во ликот и делото на Добрила Кацарска, која што врши масовен прогон на се што е членство на ВМРО ДПМН, и да очекува власта дека ние како опозиција ќе им го минуваме тоа, извинете, ама се граничи со нешто што е збор кој што не би сакал да го употребам. Јас не добив одговор ни за оние дилеми кои што ги поставив од аспект на неуставноста од колегата Костовски. Не добив договор што правиме со представниците на владата кои што задолжително треба да присуствуваат во собранието, и тие се должни согласно устав да одговараат пред собранието и пред пратениците. Како нивното присуство ќе биде уредено. Дополнително на тоа, и ова што го зборува колегата Костовски, во најголем случај или скоро сите измени на деловници се донесени со заеднички консензус помеѓу власта и опозиција. Тој случај што го напомена, не знам дали да го сватам како некакво претење дека ете ќе го донесат на сила па ќе не тепат, или не знам како го кажа тоа, извинете. Меѓутоа, ние овој предлог на деловник го добивме во нормална собраниска процедура, и аргументот дека ова е нешто што власта сака да го протурка само за да добие гласачка машинерија, тоа што сега Костовски вели ние го предлагаме, а подписник на предлогот, извинете, меѓутоа е господин Талјат Џафери, како председател на собранието. Ова не е предлог на СДСМ, не е предлог на Костовски, туку е предлог на Талјат Џафери како председател на собранието. Ние за овај предлог не сме разговарале, има изјави во медиуми во претходниот период кога легитимно новинарите поставува прашање, ние одговаравме дека не може да дадеме мислење за нешто кое што не сме го добиле како предлог текст, а уште помалку за истото сме дебатирали. Самиот текст. Јас прво морам да кажам лично, како професија сум дипломиран инженер по информатички технологии. Ако некој лично се залага за употреба на информатичките технологии во сите сфери на живење, па вклучително и во работата на собранието, тоа сум јас. Меѓутоа, тоа мора да биде во согласност со уставот, тоа мора да биде во согласност со деловникот, и тоа мора да биде јасно напишано. Во самиот предлог имаме дека тој што ќе користи далечинско учество во без лично присуство на седница, ќе употребува безбедна информацијско-комуникацијска технологија. Сега ние, како да разговараме за нешто, прво ниту знаеме дали имаме како држава или како собрание безбедна информацијско-комуникацијска технологија, каков е тој софтвер, каква е таа технологија, колку е безбедна. Замислете што ќе се случи. Имавме такви случаи во минатото, па еве имавме сега нови избори со Државната изборна комисија, да се случуваат одредени хакерски напади, да се ќе бидеме предмет на
да кажам, ајде, исмеѓување помеѓу тие кругови. Значи, не може само целта која што ни е, а тоа на владата е да обезбеди гласачка машинерија и сите предлози да ја поменуваат, да биде оправдување, а патот како ќе го направиме, да ја не биде ниту да се разговара со опозицијата, ниту да се усогласат ставовите, ниту да се образложи каква е таа безбедносно комуникацијска технологија, ниту каков е тој документ од надлежен орган со кој се потврдува дека не може лично да присуствува на седница, кој ќе го Значи, милион небулози кои што ние како опозиција сметаме дека не се во согласно со уставот, со деловникот, па на крајот на краиштата и со принципите на она што е работа на еден пратеник. Да, Значи, добро. сега те молам само да ме дозволиш, мора да интервенирам Да, на да, ставовите секако, и да. нападите на мојот колега Бране Петрушевски. Викаат не разговараме. Како да разговараме со нашите колеги од ВМРО ДПМН, кога нивниот координатор не сака да доаѓа на координации каде што председателот на собранието ги свикува сите координатори на советнички групи и се утврдуваат ставовите и мислењата во однос како ќе работи собранието. Вие сте информатичар, јас сум правник по вокација и сакам ќе направам се да се почитува уставот, деловникот и правните позитивни прописи на Република Северна Македонија, а воедно и побитно е што сум одговорен пратеник, одговорен човек и сакам функционирањето на собранието да биде на едно завидно ниво и во време на коронавирусот. Уставот, неколку пати го спомнавте, па вие, господин Бране, не го почитувате уставот, не го употребувате во дебатна емисија на Национален сервис, уставното име на државата. Цело време употребувате друго име, Кацарска, неколку пати ја спомнавте, јавноста сакам да знае дека се направи еден невиден циркус во собраниската сала, се со единствена цел, ВМРО ДПМН не може да прежали дека Добрила Кацарска го осуди криминалецот Никола Груевски. Да ви одговорам кратко, да, еве јавно ќе изјавам дека никогаш во својот живот нема да го употребувам новото име кое што е неуставно и кое што вие Па не зборувате за устав. надвор од законот и уставот го подпишавте указот, односно го објавивте указот како тогашен директор на службен весник и јасно и гласно со сите консеквенции кои што можам да ги имам, ќе изјавувам дека на национален медиум дека никогаш во својот живот нема да го потребам новото име на Република Македонија. За мене ова држава се викала, ќе се вика за секогаш Република Македонија. Толку околу уставот, кој го почитува, кој не го почитува, јавноста многу добро знае и како беа донесени тие уставни измени, меѓутоа тоа е тема која што верувате не ви одговара и нема потреба да трошиме време на нешто што и на некое, не знам, мало дете му е јасно што се случува и како се амнестираа луѓе за да гласаат и како денеска сте во коалиција со луѓето од тогашно ВМРО ДПМН кои што ви помогнаа да тие уставни измени ви помина. Имаме деловник кој што се предлага од Талја Џафери, кој што апсолутно е во колизија со уставот и единствена намена му е да се обезбеди начин на работа на мнозинството за да продолжи да биде гласачка машинерија. ВМРО ДПМН нема да учествува на ништо кое што го смета непродуктивно за народот, ни една координација која што едно ќе се договори, потоа друго ќе се спроведе, нема да учествуваме, ни еден закон нема да гласаме кој што не е во интерес на граѓаните, особено нема да поддржиме уставен судија кој што е пример во светските универзитети, особено го има како не треба да постапува еден судија како Добрила Кацарска во Америка, во еден универзитет Колумбија и е еклатантен и школски пример што значи пристрасност, осветољубивост и се она што се случуваше во процесите кои што како политички прогон ги вршат врз членовите и функционерите на ВМРО ДПМН. Така да на крајот на паметот не ми е да поддржам, туку напротив, со сите средства и сили ќе се борам да тој таков предлог, тие такви предлози, тие такви закони апсолутно не поминат во собранието на Република Македонија. Одлично, браво. Значи Бране Петрушевски го кажа за ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е дека ќе работат против донесување на промените во деловникот, меѓутоа граѓаните на Република Северна Македонија во што да не се грижат, има одговорни политичари кои што и во услови на пандемија ќе направат се парламентот, законодавниот дом да работи во интерес и да биде функционален само за граѓаните на Република Северна Македонија. Добро, во собранието во моментот трае комисијска расправа за буџетот, донесен е таму предлогот за буџетот. Ајде кратко по едно прашање за тоа.
власта вели дека буџетот се министрот Бесими при неговото образложување вели дека тој се базира пред се оваа година на здравствените политики, но и на економскиот раст. За опозицијата буџетот е гломазен и нефункционален. Може ли по едно ваша оценка за предложениот буџет? Бесими вели дека здравството нормално е сега приоритет. Мислите ли дека проектираниот буџет ќе ги оправда тие барања? Токму така, значи во вчерашното експозе на министерот за финансии господинот Бесими беше убаво објаснето која е структурата на буџетот и што значи буџетот. Јас би го карактеризирал, ако името на буџетот е здравле, презимето ќе биде економија, се со цел бидејќи буџетот за 2021 година има три значајни цели: да се обезбеди поддршка и напредување на здравствениот сектор, пред се заштита на здравјето и животот на граѓаните, да го поддржи економското заздравување, односно да се помогнат сите микро, мали и средни предпријатија, и трето да се одржат и унапредат основни функции на државата, за да ги овозможиме на тамошните реформи за кои што цврсто стоиме на став дека треба да се спроведат во периодот кој што доаѓа пред нас. Интересно е што и во услови на светска пандемија, здравствена криза, една голема непогода, за прв пат имаме 5-годишна рамка на овој буџет, што досега немало примери во донесувањето на минатите буџети години наназад. Ова 5-годишна рамка има два столба, тоа е пред се фискална консолидација на државата и одржливиот економски развој, и вториот сегмент е паметен раст или план за јавни финансии. Главната цел е забрзан економски раст од 2,5 до 4-5% на годишното ниво. И ова ситуација опозицијата не сакам да ја нападна, меѓутоа еве ќе кажам дека е добронамерна, па поднесе 528 амандмани за ребалансот на буџетот што беше пред непол месец дена. Опозицијата гласаше воздржано, со што се воздржи од сите оние бенефити кои што ги добија граѓаните на оваа држава во изминатиот период, и уште трае експлоатацијата на четвртиот сет на антикризни мерки што беше донесена со ребалансот на буџетот. Се надеваме дека нема да биде пример, бидејќи имаме, верувате, 528 амандмани, 2 дена ги гледам, ги листам, има навистина, не сакам да употребам лош термин за да не бидам лошо сватен, меѓутоа тотално ван памет и она што е приоритет и што е бенефит на граѓаните во услови на светска пандемија. Се бориме максимално овие средства да значат задржување на работни места, овие средства да значат подобра економска клима и брз рестарт на економијата во државата, а нормално и реформи на едно завидно ниво. Во буџетот за економски работи планирани се дури 70,2 милиарди денари, за социјална заштита 90,28 милиарди денари, а за здравство 40,8 милиарди денари. Во периодот што ќе следи, значи ќе зборуваме цело време, ќе разговараме, има амандмани кои што мислам искрено е демократски потребно да се прифатат од страна на власта, поднесени од опозицијата. Чинам дека ВМРО ДПМН има поднесено 300 амандмани, а останатата опозиција 100, затоа близу 528 како што кажав. Меѓутоа, битно е да бидеме концентрирани на она што е најпотребно за државата во овој момент. Ке слушнеме дека имало возила, мебели, такви ставки нема во буџетот. Тоа е игра на бројки, а статистика е погрешно презентирање на бројките и манипулирање. Ставката за привремени вработување, верувате дека е многу помала во однос на буџетите 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, и тоа го знае опозицијата, меѓутоа еве во немање на други аргументи, нормално дека ќе ја напаѓа власта и ќе најдја 300.000 работи за да најдат мане на самиот предлог буџет. Мислам дека ово е развоен буџет, мислам дека овој буџет е во интерес на граѓаните, здравството и економијата. Да, Петрушевски. Апсолутно е нереален и неразвоен буџетот. И тоа ќе го аргументирам зашто е така. Нереален е најпрви затоа што приходната страна на буџетот е нереално и свесно предимензионирана од неколку причини, ќе се трудам да пократко ги образложам. Најпрви, на проектиран раст на економската активност од 4,1, тоа се параметри кои што ги дава Министерството за финансии, проектиран раст од 4,1% на економијата, како оптимистичко или основно сценарио. Има и уште едно сценарио кое што е попесимистичко, и тука растот е 2,4%. И инфлација од 1,5%, значи вкупно, вака математички и економски ако се гледа,
приходната страна, односно даночните приходи кои што ќе ги прибере државата, би требало да се движат во раст од 5 до 6%, доколку ова предвидување на Министерството за финансии е или се покаже како правилно. Нема да спорам колку е можно да се оствари ова во една година која што се надевам дека ќе биде добра и дека ќе нема да имаме многу ефекти од корона пандемијата, меѓутоа проекцијата која што ја врши Министерството за финансии на даноците и приходите е зголемена за 8,3%. Сега што значи? Или свесно Министерството за финансии проектира повисоко салдо на приходната страна за да го намали буџетскиот дефицит, за да тоа вака изгледа поприфатливо за граѓаните, или што е исто легитимно од друга страна, планира воведување на нови даноци или зголемување на даноците, и тоа е нешто што може би е легитимно, меѓутоа и треба да бидат искрени и да излезат пред граѓаните да кажат да предвидуваме поголем собирање на даноци заради тоа што планираме да воведеме таков и таков данок, да го зголемиме некој данок или пак да не знам пробат пак со она фијаско што им се случи со прогресивниот данок и така натаму. Значи тоа е зошто буџетот е нереален, затоа што сметаме дека нема реална основа да се оствари оваа проекција на приходната страна на буџетот. Да имавме како на времето аранжмани со ММФ и ММФ да го гледаше овој буџет, апсолутно немаше да ни го прифати. Од друга страна, расходите. Еве нема да зборам, иако се зголемени тие ставки и за мебели, и за автомобили, и за привремени вработувања, зголемени во однос на претходната година, зголемени во однос на 2019. Еве јас ќе зборам за платите и надоместоците на администрацијата. Од една страна, Зоран Заев вели дека ќе ја намалува администрацијата. И тоа му се провлекува 4 години како изборно ветување, како став, како она што го изнесува во емисија, по неговите јавни настапи. А што е реалноста? Реалноста е дека во буџетот плати и надоместоци во однос на претходната 2020 година имаме зголемување за 4,1%. Ако ја земеме 2019 која што е по-референтна од и немало корона криза, корона пандемија и е по-економски вака добра за анализа, имаме зголемување во однос на 2019 на плати и надоместоци дури за 11%. Тоа се сериозни вработувања на нови вработувања на терет на државата, изгрижување на партиската војска на СДСМ и дуи која што замислете не сме да трпи ниту во криза. Ако се ова израчуна попрецизно математички, доаѓаме до вработување на околу 2,5 до 3.000 луѓе нови вработувања во 2021 година во администрацијата. Дополнително на ова, владата поднесе закон со кој што сите оние луѓе кои што имаат наполнето 64 години за мажи, 62 години за жени, да бидат присилно пензионирани. И согласно нивните проекции на владата се работи за околу 6.000 луѓе, согласно нашата проекција 10.000 луѓе. Истите тие да бидат заменети со нови вработени, ние влегуваме во една изборна година во која што СДСМ сака на сметка на парите на сите граѓани во Република Македонија да вработи 13.000 нови партиски војници или 1.000 вработувања месечно, со што повторно на еден лукративен, на еден манипулативен начин ќе обиде да ја украде и да изманипулира изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Да, добро, јас морам да ве прекинам тука по Тршовска, бидејќи истече времето, веќе немаме. Ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. Благодарам. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, за вниманието што не следевте. Останете со програмата на Телевизија 24 и најважно, останете во добро здравје.